Па еве ви благодарам на можноста да го промовираме. Јас како човек кој што живее со ракометот, живее за ракометот и од ракометот, пробувам преку моите гостувања кај да е и анализи да го промовирам ракометот, најмногу кај младата генерација, но и кај родителите на тие деца. Се овој проект Ракомет за секое дете, веќе 4-та сезона ја почнавме, е најгабаритен, најголем во државата, можеме да кажеме и најдобро организиран, барем по некои параметри. Број над 270-80 деца, момчина и девојчина, на години од 6 до 12. Значи, ние, да кажемо, изминатите години сме во некаква функција на хранење на скопските претежно клубови и Велес, кај што сме присутни со млади ракометари. Значи, обуката ја поминуваат кај нас и влегуваат во некоја пионерска селекција машка и женска. И еве, минатата година 35 деца, машки и женски, отидоа во различни клубови, што нас ни е драго да продолжат да се бават со ракомет. Дел од нив ќе станат можеби и сениорски играчи. Но во никој случај ние нашата порака према родителите не е дека ние произведуваме репрезентативци, нели тоа е модерно, ние правиме ракометари, не. Ние сакаме децата да ги внесеме в сала и децата да останат до некои 16 години во сала. Кој од нив има талент, кој од нив се посвети, ќе работи и ќе има среќа, ќе биде и врвен играч, но и да не биде не е ништо страшно. Така да важно е тие да се изградат во однос на тоа што го дава спортот, а знаеме што дава спортот, така да во таа функција е и школата за ракомет, во таа функција е јуниор куп, тоа е турнирски систем на надпревари за нашата школа, и во таа функција е она што го спомнавте, ракометен камп 40/20 како синоним на ракометниот терен, а ние сакаме ракометниот терен во еден дел од животот нив да им биде дом. Значи да им биде место кај што ќе поминуваат време, а не да поминуваат по улици, по кафичи, по кладилници или по обложувалници, без разлика на ставот на некој друг. Така да, тоа е проектот кој што се развива. Оваа година ќе го имаме 4-тиот камп во Охрид, интернационален е, лани имаме 15 на деца од надвор, од Шведска, од Србија, од Шпанија, драго ни е што и доаѓаат деца од надвор, се мешаат, условно кажано, со нашите, ние учиме, тие гледаат различна култура, носиме тренери, ни беше Владан Јордовиќ од Пиксеге тука редовно ни доаѓа од Шведска, беше од Германија тренер, нашите тренери да видат нешто, нашите деца да видат нешто ново, правиме семинар секоја година за нашите тренери кои што помалку или повеќе доаѓаат, се не се заинтересирани, тоа е друга тема, можеме да разговараме во друга прилика, зошто струката не е апдейтирана, зошто ние не амбициозна, значи не е проблемот кај нив, така да се трудиме да имаме содржина, децата кои што е пеколно тешко да ги внесиме во сала, со сите овие активности што сега ги имаат и сите занимации кои што ги носи дигиталното време, да ги внесеме, верувајте, уште потешко е интересот да им го задржиме. Така да, јас сум благодарен на моите тренери, нашите тренери, затоа што многу квалитетни луѓе имаме и на кампот и во школата. Благодарен сум на луѓето што живеат со нашиот проект, родителите кои што го финансираат нашиот проект, и на луѓето кои што се партнери на нашиот проект, затоа што без нив ние не можеме да имаме организација и не можеме на децата да ги анимираме и да им дадеме квалитет.